Ние имаме два кампа кои што се транзитни, овој во Гевгелија и во Табановци, сосема доволно за Република Македонија, бидејќи ставот е на владата дека овие центри се транзитни, доколку добие кризата на интензитет, ние треба да бидеме подготвени да ги прифатиме тие луѓе хумано, како што го правевме тоа и до сега, и да понатаму ги транспортираме во другите држави од западно-балканската рута. Така да ние сме сосема доволно опремени во овој момент и нема апсолутно причина ниту за градба на кампови, ниту за поинако постапување од она што до сега сме го направиле, заради тоа што од цела меѓународна заедница е добиено навистина позитивна оценка за начинот на справувањето со мигрантските. Дали како влада, министре, ќе предложите до сутранието носење на одлука за зголемување на времетрењето за кризната состојба, бидејќи истекува таа на 30 години? Таа одлука е донесена претходно на владата. Претходната влада треба да се достави до собранието и собранието да донесе одлука, бидејќи собранието носи таа одлука. А како влада сега нема да оставите нова, бидејќи истекува на 30 јуни? Значи, предлогот е доставен до собранието, собранието одлучува. Благодарам. Уште едно прашање, ако може, дали Алфите добија нов началник и има ли смена на други началници во МВР? Не добија нов началник, значи во однос на тоа се прават сериозни анализи. Сите оние кои што се професионалци, кои што работат во интерес на граѓаните, нема потреба да очекуваат било што друго освен моја поддршка. Секој оној кој што сметам дека има поинакви интереси од интересите на Република Македонија, тогаш ќе пристапиме кон одредени промени. Така да во моментот се е отворено за сите позиции во МВР. Така, министре, ротацијата, значи на полицијата, освен од земјава Словачка, од Вишеградската група, дали ќе има и друга ротација на војници од овие земји? Овие се ротација на полицајци, не на војници, а од сите земји кои што учествуваа до сега продолжуваат и понатаму со праќање на полицајци од тие држави за да бидат овде и да помогнат на македонската полиција. Благодариме.